Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција – олеснување на визниот режим за Македонија да остане на глобалниот балкански туристички пазар. Пред да му дадам збор на господин Славе Сирачовски, заменик председател на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија, јас воведно ќе дадам само неколку статистички податоци во интерес на сеопфатно согледување на темата. Имено согласно последните податоци од Државниот завод за статистика, заклучно со август месец оваа година, реализиран е пораст на вкупниот број на туристи во Македонија за 15%, од кои растот на домашниот број на туристи е за 14,5%, а кај странските за 15,3%. Во делот на ноќевањата, порастот на бројот на реализирани ноќевања е за 16% во целост, од кои кај домашните гости реализираните ноќевања се зголемени за 14,8%, додека на странските туристи за 18%. Ако се анализира статистиката според земја на припадност од каде што доаѓаат странските туристи, и натаму рангирањето на туристите е како и изминатите неколку години континуирано. Најголем број туристи доаѓаат од Турција, на второ место се туристите од Србија, Бугарија, Грција, Холандија, Германија, се до 15-тото место, каде што на 14-то место се земјите од туристите од Кина, на 15-то место туристите од Израел, а другите азиски земји каде што има и земји од останатиот дел на Азија се рангирани како вкупно 10 во листата на туристи кои ја посетиле Македонија. Слична е статистиката и за реализирани ноќевања. Ние во овој дел не би се задржувале и понатаму најмногу ноќевања остваруваат туристите од Холандија, Турција, Србија, Бугарија, Грција и Полска. Согласно позитивните статистички податоци за реализираниот број на туристи и ноќевања, за очекување е што расте и девизниот приход од туризмот во Македонија. Имено од 2010 година наваму, 2010 година ја земаме затоа што е тоа првата година кога се воведени субвенциите за туроператори кои носат странски туристи во Македонија, и тоа е реперот од кој што тргнуваме во анализа на повеќе статистички податоци во туризмот. Во делот на девизниот приход имаме раст во првите 6 месеци од 2018 година, евидентирани се 151,8 милиони американски долари девизен приход, што е за 27% пораста споредено со истиот период минатата година. Она што останува како речиси непроменета бројка е учеството на туризмот во вкупниот бруто домашен производ на земјата со неполни 2%. Меѓутоа, она што денеска сакавме да го ставиме како акцент преку оваа пресконференција е да укажеме дека наспроти нашите активности изминатите 2 години интензивно, ние после оваа пресконференција повторно упатуваме официјален допис со барање за средба со министерот за внатрешни работи и министерот за надворешни работи да се разговара за визните олеснувања со Кина и земјите од Голф регионот. Овдека акцентот е ставен на Катар, Куваит, Бахрейн, Оман, Обединените арапски емирати и Саудиска Арабија. Тоа се земјите кои влегуваат во Голф регионот. А зашто го бараме тоа? Затоа што статистиката и искуството од земјите во регионот покажува дека со олеснување на визниот режим со некои од овие земји, земјите од Западен Балкан покажуваат драстично зголемување на бројот на туристи пред се од Кина, како и од останатите земји од Голф регионот. Само за ваша информација, дека за разлика од Македонија, која има визи со сите земји од Голф регионот, освен со Обединетите арапски емирати, вклучително плюс и со Кина имаме виза режим, Србија има безвизен режим со сите овие земји, освен со Саудиска Арабија, истото е и со Косово и Албанија, Босна и Херцеговина исто така има безвизен режим со сите овие земји, освен Саудиска Арабија, има безвизен режим со Кина, кој што се однесува за период од 6 месеци, односно Албанија и Кина имаат безвизен режим со Кина, укинување на визите во период од 1 април до 31 октомври оваа година.
За значењето на кинеските туристи и за туристите од Голф регионот, јас повеќе ќе му дадам збор на господин Слави Сирачевски како заменик председател на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија. Повелете. Благодарам, Даниела, почитувани медиуми. Благодарам што ги извади тие податоци, се многу интересни за нас. Сакам да кажам дека визното олеснување за Кина би допринело за зголемен број на туристи од Кина и тоа драстично зголемување како што направи Србија пред 2 години одобри безвизен режим, 2 пати или 3 пати го зголемија бројот на туристи, поправиме ако не е така. Значи, они воведоа додуше и редовна линија директно од Београд до Кина, што уште повеќе допринесе за развојот на туристите. Гледачи ситуацијата во светот, Кина во овој момент е еден од најголемите извозници на туристи во Европа. Светските трендови покажуваат дека растот на интересот на туристите пред се од Азија и на патување од Кина некаде во овој момент има 135 милиони туристи во светот или трошат околу 330 милиарди долари. Тоа е една огромна бројка што Македонија од тој тренд, не само од Кина, него од светскиот туристички тренд, бележи раст само уствари приход само 0,1% од тие пари. Можеме да се замислиме каде сме ние. Што се однесува до Голф земјите, во моментот најголем интерес на тие земји им се балканските земји. Еве, ако погледате, ќе видите дека сите земји кои не окружуваат и Србија, и Косово, и Албанија, и Босна, и Црна Гора се стремат на било кој начин да ги добијат тие туристи. Додуше мора да признаеме, тоа се богати туристи, поексклузивен туризам се нуди и веќе претендираат многу од тие земји да ги добијат. Но сега тоа е мозаикот со една точка визното олеснување. Ние во Македонија, еве и да покушаме да ги симнеме тие визи или на некој начин да ги олесниме, ќе мора сериозно да работиме на темата на нивните обичаи, на нивната храна, на нивната традиција. Еве, морам да признам дека ниеден хотел во Македонија не го воведува халал системот до сега. Они тоа го бараат. Еве, ако отидете во Софија, во Сараево, ќе видите дека одредени хотели го применуваат тој халал систем за да тие туристи дојдат од Саудиска Арабија, од Бахрейн или од Кувејт. Што значи дека воопшто не се служи, например, ни алкохол никаде во целиот хотел. Не се служи, не знам, свинско или таква храна или. Значи, ќе мораме ние сериозно да работиме на таа тема, ако сакаме, а иначе има премногу интерес. Погледете го нашето поврзување Скопје, Дубај скоро секојдневно ние. Тоа се туристите од Емиратите, што се голем потенцијал да ги донесеме тука. Проекциите на Светската туристичка организација се дека 10% од глобалниот БДП се креира од туризмот или 30% од извозот на глобалните услуги. Европа останува најпосетениот дел на светот, тоа го рековме, и меѓународниот туристички пазар се очекува да расте со 3,3% на годишно ниво помеѓу 2010 и 2030 година. Или некаде отприлика се очекува да достигне бројката од 1,8 милиарди или 2 милиарди туристи кои би патувале на секаде низ светот. Затоа треба сериозно да размислиме каде сме ние, дали можеме нешто повеќе да направиме. Јас сум сигурен дека можеме многу и во натамошниот период да одиме точка по точка, сега да се бориме во тој дел да видиме што можеме да направиме, рековме, околу олеснувањето на визниот режим. Но од нашите, да кажам, укажување на тие две средби, пред се од економски аспект, што значи укинувањето или олеснувањето на визниот режим со Кина и со некои од земјите од Голф регионот, што би значило тоа за македонската економија. До сега
сето тоа останува само на коментарите дека постои интерес од сите страни, запознаени се и надлежните институции дека во регионот е од големо значење ваквото олеснување, но во Македонија се уште на тоа поле не се презимаат чекори. Во изминатиот период имаше некои информации дека во комуникација со Кина како држава почнати се постапки за некој вид на олеснување, но тоа е постапка која што ќе трае најмалку 1 до 2 години според она како се движат активностите. Ние сметаме дека тој период е предуг, бидејќи само за споредба, например, во Србија во 2016 година имало 18.409 туристи, веќе 2017 51.691 турист. Или ако тоа е за 3 пати поголем број на туристи само за една година со олеснување на визниот режим и воведување на директна авиолинија со Србија, на Кина со Србија. За оваа година проценките се исто дека до сега растот во споредба со 2017 е над 200%, или ако споредиме 2016 со 2018 повеќе од 6 пати е зголемен бројот на туристи од Кина. Да не зборуваме и за туристите од Кувајт, Катар, Бахрейн, бидејќи за сите нив само во статистиката со Босна и Херцеговина има поединечна статистика за секој од овие земји, во сите други се води како тие земји се водат како останати азиски земји, но трендот е позитивен во сите земји од окружувањето. Имајќи во предвид дека станува збор за туристи кои најчесто не одат само во една земја, него одат на кружни патувања, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово се дел од регионот на Западен Балкан, каде што припаѓа Македонија. Сметаме дека ако за многу брзо време не се направи некој прилагодување и не се овозможи голем дел од овие туристи да дојдат и во Македонија на ден, два, најмногу 3, тогаш Македонија и tekako ќе биде надвор од оној балкански туристички пазар, ќе биде заобиколена и приходот и девизниот прилив наместо во Македонија ќе заврши во земјите од регионот.